Во организација на Сдруженијето на пензионери од Кочани во саботата на терените на манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон во кочанското село Пантелеј се одржа 11-та средба на пензионерите од Македонија. На средбата присуствуваа над 2000 пензионери од 20 здруженија на пензионерите од цела Македонија. Во името на организаторот, домаќин на средбата, присутните ги поздрави Ѓорги Серафимов, председател на Кочанската пензионерска организација. Па ние како домаќини сме презадоволни и пресреќни у толку што и на ово топло време нашите луѓе од третата доба дојдоа, пензионерите, па негде груба проценка има 1600-1800 души до 2000 највике има, али и таа бројка не е мала при овие услови. Негде 20-22 здруженија, али има многу поединци дојдени од здруженијата, само раководство има дојдено. Плюс тие 20 има некои 5-6 здруженија што дојдоа со председатели да не поздрават. Во името на градот домаќин на присутните им се обрати градоначалникот Ратко Димитровски, кој позитивно ја оцени соработката со пензионерската организација, при тоа истакнувајќи. Вистината има соработка со целиот невладин сектор. Сдруженијето на пензионери е како еден од тој дел на невладиниот сектор и ние на нас за 8 години практично покажуваме како треба да биде соработката. Ова е еден детаљ денешната средба, 11-та средба која што се одржува овде во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон, и овде покажуваме дека нашето здружение на пензионери од Кочани е мощно почитувано во цела Република Македонија. Податокот дека имаме од 20 општини, 20 општински здруженија дојдоа овде, преку 2000 имаме гости во овој манастирски комплекс, покажува дека ја ценат оваа работа и на Сдруженијето на пензионери, а ја ценат и соработката која што ја имаме помеѓу нас и Сдруженијето на пензионери. На средбата во Пантелеј присуствуваше и председателот на Сојузот на пензионерите на Македонија, Драги Аргировски. Ова традиција што 11 години ја негуваме е оправдана и навистина се чувствуваме во овој амбиент многу среќно и радосно, уште повеќе што сите што дојдоа тука, дојдоа да ушират своето пријателство, да се социализираат, да бидат добро информирани и да го најмногу шират заедништвото и единството. Биќе само така може овој сојуз на Сдружение на пензионери на Македонија да оди по правиот пат по кој веќе долго години оди. Во културно-уметничката програма настапија членовите на фолклорниот ансамбл и пејачката група при Сдруженијето на пензионери од Радовиш, кои настапија со изворни песни од Радовишкиот крај. За време на престојот во Пантелеј посетителите беа почестени со манастирски ручек, а ги посетија и двете манастирски цркви градени во средината на 19 век.